Овој период од годината е идеален за да го подготвиме организмот за студените зимски денови. Во прилог на здравјето можеме да ги искористиме дренките кои освен во природата можеме да ги најдеме и на градските пазари. Природно. Тоа е природно, не се прска. Ја сум у реката. Постелеме доле една најлони, постреси малце, собери и чисти кофата и јај. Биле поситни или покрупни, дренките секако се здрави, но на што се должи нивната големина? Ако врне дошк ќе бидат поедри, ако не врне ќе бидат поситни. Тие си растат на дрво? На дрво си растат, да. Нашите. Тие се многу убави, ако они ситни се оти не е врнало дошк, суша беше и тоа се послаби. Здрав како дрен се кажува на личноста која нема никакви здравствени проблеми. Кај нас добро е познато значењето на билката дрен, која е позната уште од античките времиња. Дренките се одлични за луѓето кои што имаат болести на бубрезите. Исто така имаат проблеми со шеќерот во крвта или пак имаат слаб имунитет. Се користат за болки во грлото, доколку имате рани што не исцелуваат, се користат и во традиционалната кинеска медицина. Овие здравствени бенефиции доаѓаат од богатата нутритивна вредност на дренките. Ги содржи сите витамини, но она што ова растение го прави посебно е изобилството од витамин С, а од минералите најмногу содржи железо, манган и магнезиум. На луѓето ова им е познато, па затоа дренките ги користат на различни начини. Сокове, баш за сокове ги земат. Најубав сок. Се може да се направи дури и мармалад, и сок, и свежи да ги конзервираш. Узреваат кон средината или на крајот од летото. Дренките се познати во исхраната на Балканот и Западна Азија, но не се јадат пред да узреат, односно кога ќе паднат од дрвото.